Добро утро, драги. Да, токму така во насока на унапредување, но и на поддршка на најранливите категории на граѓани во однос на организиран превоз, како што најавивте и вие. Црвениот крст на град Скопје врши организиран транспорт на стари лица, но и лица со попречености, а токму за оваа услуга што ја нуди Црвениот крст, но и за тоа кој може да ја користи, како оди закажувањето, како што најави ти утрово, разговараме со Александра Боева Тодоровска, проектна координаторка во Црвениот крст на град Скопје. Александра, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, Мартин, добро утро и на гледачите. Благодарам на поканата. За почеток, што беше главниот мотив што Црвениот крст на град Скопје воведе ваков организиран транспорт на стари лица, но и лица со попречености, и кои потреби најчесто ги детектирате на терен? Вака, главниот мотив беше работата на Црвениот крст на терен со оваа категорија долги години. Самите потреби излегоа од самите граѓани и сите финансиски и физички бариери со кои што тие се соочуваат доколку сакаат да пристапат до нека здравствена или административна установа. Во 2019 година направивме една голема физибилити студија на територија на градот Скопје со поддршка на австрискиот и на швајцарскиот Црвен крст. И на таа физибилити студија се покажа дека евидентна е потребата од ваков тип на услуга, бидејќи граѓаните немаат друг начин како да стигнат до овие установи. Кои категории на граѓани имаат право на користење на оваа услуга и во какви ситуации може да се користи организираниот транспорт? Да, веќе самиот спомена, оваа услуга пред се е намената за возрастни лица над 65 години, лица кои што имаат некаква попреченост и лица кои што заради болест се во состојба да не можат самостојно да стигнат до овие институции. Можам да кажам дека од 2021 година, откако функционираме па се досега, најголемата потреба е да граѓаните стигнат од својот дом до здравствена установа или обратно. Меѓутоа, не би можела да ги исклучам тука и оние административни институции каде што одат до банка, да извадат лична карта, некаква документација и слично. Александра, кажете ми како функционира процесот на закажување на транспорт? Каде граѓаните треба да се обратат? Дали треба да чекаат потврда од вас? Како е целиот тој процес организиран? Процесот гледавме да го направиме да биде што е можно поедноставен. Постои телефонски број достапен 24 часа, тоа е 15 330 и е број на кој што граѓаните можат и да закажат и да се информираат за транспортот. Едноставно ги споделуваат сите податоци со телефонскиот оператор и многу е важно и би сакала да апелирам да граѓаните знаат дека ова е транспорт кој што се организира и се закажува минимум 24 часа однапред. И не е транспорт кој што е наменет за итни ситуации. Кога станува збор за животозагрозувачки ситуации, си постои тука итната медицинска помош. Ние едноставно како Црвен крст правиме транспорт на закажани предходно некои термини здравствени и слично, каде што да, граѓаните имаат нарушена здравствена состојба, но во моментот не се наоѓаат во животозагрозувачка состојба. Она што мора да го споменеме е дека овој превоз фактички е спонзориран, односно субвенциониран од општините, од оваа година и од страна на град Скопје. Колку граѓаните плаќаат или воопшто не плаќаат за користење на овој превоз? Така, значи ние од сам почеток на давање на услугата, оваа услуга се нуди или бесплатно или по субвенционирани цени. Како што споминавте, имаме соработка со неколку општини во градот Скопје, тоа се општините Кисела вода, Карпош, Газибаба, Ѓорче Петров и Центар, каде што граѓаните кои што ги исполнуваат соодветните критериуми можат бесплатно да ја користат услугата. Од оваа година, почнувајќи од јануари, имаме соработка и со градот Скопје, што значи дека на цела територија на градот Скопје оваа услуга е достапна.
така што граѓаните е многу важно само да се информираат на телефонскиот број 15 330 и понатаму ќе им бидат дадени сите насоки дали тој превоз им следува бесплатно, кои се критериумите, доколку не им следува бесплатно, тогаш цените се субвенционирани и им се кажува која е сумата. Така, во најавата кажав дека транспортот го вршите со специјално опремени возила. За какви возила станува збор и како Црвениот крст одлучува дали ќе се вози со помало возило или пак потребно е поголемо возило? Да, така, значи имаме 4 наменски возила за транспорт на корисници на територија на градот Скопје, со тоа што 2 од возилата се наменети за исклучиво лица кои што мора да се транспортираат во лежачка положба. Сите останати лица кои што се потешко подвижни, меѓутоа може да се транспортираат на било кој друг начин, односно во седачка позиција, се транспортираат со останатите возила, така што генерално тоа е и самиот критериум, подвижноста, односно неподвижноста на лицето. Александра, ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија наутро и што ја објаснивте оваа услуга што ја нуди Црвениот крст. Секако тука се и граѓаните што не знаат за оваа услуга, па еве имаа прилика да дознаат и да побараат доколку истата им е потребна. Да, секако се надавам и ги охрабрувам граѓаните да не се чувствуваат изолирано, да знаат дека не се сами, оваа услуга постои за нив, така што секако што има потреба, дури да не е сигурен дали оваа услуга му е потребна, слободно нека се обрати на 15 330, операторите ќе го упатат понатаму. Благодарам за разговорот. Утрово во Македонија наутро разговаравме со Александра Боева Тодоровска, проектна координаторка во Црвениот крст на град Скопје. Зборувавме за организираниот превоз што го врши Црвениот крст за лица возрастна категорија на граѓани, но и лица со попречености.